На 12 јули на Античкиот театар традиционално започнува најголемата музичко-сценска манифестација во земјава Охридско лето. По тој повод тука со мене е директорот на Охридско лето, тенорот Ѓорги Цусковски. Цусковски, добар ден. Вие на пресот кога ја презентиравте програмата, кажавте дека оваа година ќе биде во знакот на трансформацијата, всушност и самото отворање ќе биде визуелно музички спектакл. Зашто станува збор? Самото отворање е насловено трансформација на сетиловата, со тоа што на нашите посетители, а и на оние кои што во домашни услови ќе го следат директниот пренос на националниот сервис, ќе можат да уживаат освен во звуците на прекрасната музика изведени од Македонската филхармонија, гостите од САД, пианистката Клер Хуанчи и диригентот Даринат Уотер, ќе можат да ги видат и визуелните 3D мапинг презентации на португалскиот креатор Рафаел Карико. Доколку сте од другата страна, од позиција на гледач, што би посакале да погледнете од оваа програма, од ова 65-то издание, што би издвоиле? Видете, ние при самото концепирање на програмата тенденција имавме за врвна квалитативна уметност, така што кога ќе го отворите вебсајтот на Охридско лето, нема нешто на кое што јас како уметник не би посакал да присуствувам. Морам да ги споменам светските пианисти Михаил Плетњов, потоа Вадим Гузман на виолина, Кралскиот гудеачки квартет на Концерт Гебау, Националниот джез оркестар. Мислам, навистина имаме кремот на светската класична музика доаѓа годинава во Охрид, исто така голем број на квалитативни драмски представи, така што би им посакал на сите гледачи да го следат нашиот вебсајт и нашите социјални мрежи и благовремено да бидат известени за целата програма. Дали има посебно интерес за некој, дали било од музичкиот или од драмскиот дел, посебно интерес на домашна и странска публика? Па на моје големо изненадување самото спектакуларно отворање веќе распродадено. Имаме голема продажба на билети за концертите кои што веќе ги споменав. Представата 12-ка во изведба на МНТ е веќе распродадена. Значи интересот за сите представи е подеднаквов. Можеби нешто е веќе пополнето, меѓутоа многу ми е драго што традиционалната публика на Охридско лето, збогатена со новите луѓе кои што се информирани преку новите социјални мрежи кои што ги правиме како една маркетинг стратегија, веќе прават резервации и очекувам рекордна посетеност во секој случај. Често пати низ годините уметниците има посебни барања, како во однос на настапот или нивниот престој во Охрид. Дали годинава имаме некој таков уметник кој што се издвојува со посебни барања? Може би затоа што сум сам по себе уметник и со интернационална кариера, ние веќе во самите преговори со уметниците поставуваме услови во кои што тие ќе се чувствуваат навистина пријатно и добредојдено. Тука морам да го споменам целиот персонал на фестивалот Охридско лето и целиот град Охрид, со сите угостители, домаќини, хотелиери и слично кои што ни помагаат да им овозможиме на уметниците да се чувствуваат пријатно, добредојдено, а со тоа да им овозможиме нивната интерпретација да биде на максимално ниво. Покрај Античкиот театар, кои се сцени ќе се користат за реализирање на таа програма? Оваа година фокусот е на Катедралната црква Света Софија. Ние јубилејно 65-то издание, роденденот ќе го славиме во црквата Света Софија, се враќаме на корените. Значи тогашната Ана Липша Тофовиќ, денес најголемата македонска оперска пејачка Ана Дурловски ќе настапи на самиот роденденски концерт. Така што мојата интенција за оваа година беше збогатување на програмата. Да, новитети, да, следење на технологијата и развојот на технологијата во уметноста, да, меѓутоа и враќање на корените и задржување на врвот на репродуктивната уметност во црквата Света Софија. Сега би сакала да поставам прашање, кој е без да спомнуваме суми, кој е најскапиот уметник кој што годинава ќе настапи на Охридско лето? Со задоволство на ова прашање нема да ви одговорам. Го задржувате вашето право. Да ве прашам, вие сте што туку именуван директор на Охридско лето, имате ли желба да донесете некој уметник за време на вашиот мандат? Па, голем број од желбите се остваруваат уште во првото издание, така што сигурен сум дека во следните 3 години ќе допринесеме за богатата ризница на енциклопедиски имиња на фестивалот Охридско лето да остане траен печат. Ви благодарам на одвоеното време. Ми останува да ви посакам многу овации и задоволна публика. Ви благодарам.
Студио